Продолжуваме понатаму и јас веќе ви споменав за каква содржина станува збор, заедно со мене утринава за сите овие празници. Василица, Стара Нова година, Обрезание Господова. Ке зборувам со етнолог, едукатор од Музеот на Македонија, господинот Владимир Благоевиќ. Добро утро и добре ми дојдовте. Добро утро, добро најдов и благодарам на поканата. Втор пат се гледаме во Сител и сакам на сите ваши гледачи многу среќа во Старата Нова година. Така и денес се празнува. Точно Јас дури така. добив некои пораки, се изненатив, среќна Стара Нова година и така натаму, што Или значи среќна Стара Василица, или Василица поточно. Што значи дека има се уште луѓе кои што ете токму на денешен ден ја честитаат новата година. Се разбира ќе си пиеме ние утринава заедно кафенци и ќе си говориме токму на овие убави теми. Ќе ми кажете прво за Василица. Се празнува на 14 јануари, односно Стара Нова година според јулијанскиот календар. Како всушност се случило ова да имаме две нови години? Во размислов за минатото интервју што ги имав минатата година го разгледав, ако поточно сака да навлеземе во коренот на проблемот, се почна од прилика некаде во третиот век со делењето на Римската империја од Диоклецијан. Со тоа настанува две империи, нели, источна и западна. Ние припаѓаме на истокот и потоа почнува, нели, разделбата на царството, кој се смета дека во едното царство владеат латини, кои зборат на латинскиот јазик, а другите зборат на грчки. Тоа станува така, нели, долги години и така ние се делиме и религиски, почнуваме ние да го сметаме, нели, остануваме да го сметаме календарот според јулијанскиот. Тоа е, значи, календар доведен од Јулиј Цезар и е начинот и кој е постар и не е точен. И ние него взимаме Григоријанскиот календар кој е некаде, мислам дека околу 6 век наметнат од Римокатоличката црква и они продолжуваат, нели, со новиот календар. И така што имаме, нели, еден вид раскол. И сега денес ние го славиме, значи, според старата вера, значи, или според православната, 14 јануари како наша нова година. Така што тоа почнува, значи, многу далеку. Поточно за Василий Велики, тој бил еден вид прво теолог, значи, и почнал да се студира и да работи некаде околу после 330 година, значи негде тука 4 век, студирал во Атина и дури во Константинопол, бил многу заинтересиран за христијанската религија, ги сватил кои се незините, нели, доктрини и продолжил да го шири христијанството во Мала Азија, Египет, дури мислам дека и во Иерусалим. Добил, значи, многу пофалби сите, бидејќи бил добар човек и се отргнал од сите, нели, земјени задоволства и ги давал на сиромашните. Ако сакате може да ви кажам точно и митот за паричката. Секако дека сакам, прво ќе ви кажам и за нешто што и мене ме интересира поврзано повторно со Свети Василий Велики. Да. Вела дека денешниот ден е поврзан со тоа да им даваат богатите на сиромашните и сето тоа во духот на Свети Василий Велики. Дали точно тој бил така? таков и дали меѓу другото од него потекнува тоа и таа, да кажам, и таа хуманост која баш околу Нова година некако сите повеќе сакаме да ја изразиме. Точно така, заборавив да ви напомнам, тој потекнал од богато семејство. Да. И во исто време решил дека целото свое богатство, значи, ќе го даде, нека ви кажам, на сиромашните. Но вистинскиот мит се случува некаде во Мала Азија, во едно помало градче Неа Касереја, мислам дека се викаше. Тука доаѓа Јулијан Отпадникот, кој сепак се знаат лично заедно со Василий Велики. Тој е римски император кој оди да се бори со сарсанидите, значи тој е со остатоците од Персиската империја. Тој наредува да се собере целото злато, има три варијанти на приказната. Значи се сретнале, сакате да ми кажете? Да. Се верува дека Василий излегол пред градот, не сакал да влезе да Јулијан да го отплаќа. Јулијан се вика дури Јулијан Отпадникот. Им го понудил целото злато што ги имал луѓето го собрале, им го понудил на него, но во тој момент има приказано дека бил повикан да се бори со сарсанидите и бил спасен со Божја воја. Другата поинтересната приказна искача Василий Велики со 3 зрнца, му ги дава како жито, волку имаме, нели, пари или злато, богатство ви даваме. Он, бидејќи бил секојаш отпадник и дека, нели, ова беше реторички или филозофски прашања, наредил на војниците да им што треба, вие ќе ми давате 3 зрнца и ќе ви дам овакво треба. Во истиот момент повторно го викат во битка, оди во битката, ја губи битката и сега настанува проблемот со парите. Парите биле сите кај Василий. Василий размислил како да ги врати парите и потоа му текнало дека бил, нели, во големо градчето, решил да ги викне сите пекари и во сите пекари да ги стават парите.
и да ги разделат по луѓето и по Божја волја сите пари се вратиле на вистинските собственици. Така не станува митот за паричката кој го имаме до ден денес. Колку убаво, еве не го знаев ова. Да, малку има, значи разни се верзии на оваа приказна. И така до ден денес кај нас се протега тоа, значи више тоа е скоро околу колку доаѓа 17 века, може така, грубо, така рече. Многу занимливо. Сега, ајде се враќаме во минатото. Василица исто така се поврзува со плодноста, прочистување, новиот почеток. Имено и сега пред малку кога читав во еден од нашите печатени медиуми, вела дека и тие маски не се случајни, дека и тие маски всушност се одлика на злото, па и затоа нели и се провејува со нив за да може да се истера злото и да може да настапи среќата во новата година. Кажете ни всушност што означува Василица? По еден вид, нели, циклус на животот. Моментално се наоѓаме и во еден како да кажам, значи некрстени денови кои се нели познати во нашиот фолклор и суеверие. Сега се верува дека ноќта, значи и пред самото христијанство е најдолга во овие денови и нели зимата се асоцира со смртта, додека пролета и летото се асоцира со животот. Така што луѓето прават се да ја привлечат повторно пролета и сонцето и летото да дојде со палењето на тие големи, значи веселичарски огнови или пак бадникарски огнови, дека беше блиску Бадник, асоциација нели на сонцето, топлината, повторно да се врати сонцето, повторно да се вратат значи плодните денови, како што рековте, че да се врати зелената боја, повторно да имаме плодни ниви. И сега доаѓаме моментот со нели маските. Маските се прават повторно, како што реков, дека во овие некрстени денови верувале луѓето дека злото владее со земјата, темнината, значи разни видови на духови, вампири, вештерки, караконџоли, разни демонски суштества владееле со значи целата земја, а христијанското верување или христијанската вера е многу флексибилна во минатото и презема значи сите пагански верувања и ритуали и ги апсорбира во себе, затоа тие се денес достапни за нас. Дека да сакале можеле да ги узурпирате, да ги уништат. Но гледате, биле флексибилни, денес не ги сакат колку што знаеме, тоа е нешто колку знам ставот на црквата. И луѓето се маскираат во демонски суштества за да ги избрка демонските суштества. Значи, нели, сила мора да се избрка со иста сила или клин со клин, како што викаме. И затоа се маскираат самите во различни суштества, прават голема бучева, зимат големи звонци, клопатарци, со нив трчат по селото да ги избркат злите сили. Понекогаш нели и децата учествуваат, иако во минатото биле тоа само значи машките кои се облекувале и се маскирале. Најпознато кај нас за мене на пример е најинтересно обичен што е традиционално поврзани до ден денес се ист во Бегниште, во Кавадаречко, кои се маскираат во традиционални маски, а вие популарниот денес е Вевчанскиот карневал кои се маскираат со модерни маски и се осврнуваат на модерни теми денешни, нели, конкретно нели политички теми. Да, видов Трамп маска, видов од господинот Максим. Од господинот Максим Димитриевски како е диџеј и таква маска има нели апропо минатава година и изборите, меѓутоа да, интересно ми ова што го кажувате и би сакала да ни го објасните. Кои се тие всушност традиционални маски? Какви биле традиционалните маски? Традиционалните маски се прават значи од овча кожа, се прават нели од разни видови на кожа, потоа вообичаено има неколку. Заборавив да кажам, скоро во секое село во Македонија се различни обичаите, затоа и тоа е многу интересна специфика во Македонија. Имат и улоги, нели, вако василичарите. Да. Во секое село е различно, во некаде смее да се влезе во дворот, во некаде не смее, некаде смее да се влезе во куќата, некаде не смее, дека пак се смета дека и тие се нечисти сили самите. Имат обично неколку улоги, имат како двајца дедовци, едниот добар, едниот лош, едниот магиничар, другиот добар. Пак борбата меѓу двете, двојствата на двете сили, добрата и лошата. Обично има и две женски фигури кои тие се сепак машки, но се маскирани едната како млада девојка, другата како стара. Со тоа прикажуваме одминувањето на едната година, значи на едната година што помина старата година и доаѓањето на новата. Обично во таа театарска представа имаме борба меѓу стариот и младиот, победа нели младиот за да магионича да речеме или дедо. Другиот паѓа и исто така имаме борба меѓу нели жените од кои паѓа старата, може би се обидува да ја дигнат, но таа више стара година помина и доаѓа младата и се прославува како доаѓање на новиот живот, значи победа на доброто на злото и пречекување на и повикување на полета. Така. Затоа и се карнавалите, нели? Сакам уште нешто во врска со некрстените денови да ве прашам, можеби јас сум го слушнала некаде, можеби е вистина, можеби не, се верува дека народот, барем така верувале порано, многу навечер многу сонувале. И се сонувале да кажам и лоши соништа баш заради тоа што биле накрстени денови. Каква врска имало тоа со обичаите, со соништата и така натаму? Како си го толкувале во минатото сето тоа?
Ова може само да го објаснам од социолошки аспект или психолошки, бидејќи во минатото, како што знаете, само пред 150 години, ако се вратиме, немале струја во овие краишта. Да. Кога немаме струја, немаме достапност на информации, моментално сме преоптоварени со информации, да не кажеме Facebook, Instagram, TikTok, се. Во тоа време луѓето биле насочени само кон едно, здравје, да имат плодородна година, да им се здрави децата и здраво се разбира злото кој бил наметнат во овие денови. Да. Сите биле грижливи во овие денови и се грижеле за своето здравје и особено за здравје за семејството. Затоа се сите овие обичаи формулирани во овие денови за да се преживее лошата зима, која како ви кажав значила смрт и повикување на доброто и сонцето и топлината на летото. Уште нешто спомнавте, еве сега ќе се поврзам со тоа, ги нарекувате клопотарки, така беше називот. Клопотарците се звонците со кои трчат и прават голема бучава по селото. Бучавата. Нели кога ги гледаме маските на Вевчанскиот карневал, масовно мажите викаат и така натаму, каква улога има тоа викањето, звукот, клопотарките, нели целата таа атмосфера која што е многу енергетска? Како што кажа, енергетска, енергијата нов живот. Пак детската насмевка или пак плачење, повикувањето на животот, бидејќи ако сте биле некош на планина, се планинарење, на планина кога одите во снег, имате само ветер кој дува или понекад нема ни ветер, имате тишина. Тоа се асоцира можеби со смртта, бидејќи се више е во еден вид на мир. Сите животни се повлекуваат, имате еден момент на мир и тишина, додека во летото имате жагор на луѓето и веселост, и обично и таму се прославите. Обично преку лето и се прават самите свадби и повторно е знак и символ на животот. И затоа се прават толку големи бучави, а другата символика повторно да се збркат сите демони и демонски суштества околу селото. Ни раскажавте приказната со паричката, поврзана со Јули и со Цезар и со Васили. Меѓутоа, кога станува збор за паричката, кај нашиот народ, во Македонија, во некои места Бадник е денот каде што се дели паричка, во некои места Василица е денот каде што се дели, поточно лепше се дели со паричка. Кажете ни, еве, кога е настаната оваа поделба, зошто да речеме во Скопско се дели на Бадник, зошто во Западна Македонија, исто така и во Бирово, ако не се лажам, во тие делови се дели исто така паричка на Василица. Поправете ме слободно ако грешам. Има многу едноставно објаснување за ова. Околу 17-18 век со раѓање и национализмот и со борбата против отоманската власт, прво се делува Грција и со тоа расте како држава. Со тоа се ојачува и самата црква, која наметнува почна да се шири и го наметнува своето влијание во јужните краишта, например Македонија. Потоа се одделува Бугарија и Србија и тие почнува преку своите цркви да ги видат и покрај со своите четници и чети да влегуваат Македонија. Едното од влијанието на црквата во јужните краишта се слави Василица, затоа во горните краишта се слави Бадник. Бадник мислам дека моментално е непопуларно, бидејќи се поврзува и со дабавото гранче или балдикарската гранче, кој го символизира и Перун и старите божества, кои моментално са црквата гледам не ги сака. Тоа е во минатото била многу пофлексибилна црквата и како што ви кажав ги адаптирала и тие ги дозволила, до ден денес да се дозволени црквата, тие пагански ритуали кои се вклопени во христијанството. Така што мислам дека главната пречка е моментално тоа и до ден денес е таа што се расправаме дали е правилно на Бадник или дали е правилно на Василица. И ја мислам дека треба секој како што се чувствува да го прави тоа, бидејќи повторно никој не го прави тоа за лошо, го прават сите за добра надеж, среќа, љубов и берекет преку цела година. Го прават, претпоставувам, како што го правеле нивните предци. Ако мојата баба го правела на Бадник, мајка ми го правела на Бадник, многу е веројатно дека и јас ќе го правам на Бадник, а останатите кои што го правеле на Василица го правеле и тоа. Ајде сега кажете ни го митот со паричката. Некој велат ќе има многу пари тој што ќе ја добие. Некој велат ќе има многу среќа, здравје и така натаму и во суштина, а некаде прочитав исто што ми е многу интересно дека всушност паричката добива оној врз кој што паѓа теретот на годината затоа што најмногу сила му требало за да ја изнесе. Што е вистината? Може има и вистина ова што рековте, да, врз него паѓа теретот кој ќе ја добие парата, дека треба да работи највеќе и да придонесе за целото семејство. Ја имам една теорија дека луѓето многу сакат изненадувања. И моментално знаете како се состојбата во Македонија, имаме разбој на многу игри на среќа.
Тоа мислам дека и теоретски, ако разгледаме, можеби првата игра на среќа, само нели без вложување и губење пари, како еден вид нели задоволство на целото семејство, секој сака да биде изненаден да ја добие таа паричка, сите се борат. Да. Еве на пример по градов гледам дека се слаеше доста по кафани и по кафичи, на секаде се кршеше лепче. Секој сака да добие таа паричка и нели да има среќа преку целата година. Се разбира нели како што кажете, можеби тоа носи малци терет на семејството дека тој треба најќе да работи и да се труди за таа година. Така, оној момент на одање по куќи, на собирање, еве го споменавте вие, се буквално, за речеме, во минатото се знаело зашто се случувало, тогаш немало ресторани, кафејани, и за да се гледаат луѓето во јануари, кога било најстудено, се случували тие празници, собиранки и така натаму. Меѓутоа, денеска дури модерните домаќини, домаќинки во кафејани ги прават тие собиранки. Каков е вашиот став за тоа? Па имаме голема разлика. Денес, знаете, најголема борба е со времето. Најскапо нешто е времето кое го немаме, сите брзо нели и чезнува. Во минатото овие денови значи биле нели за домашните кои седеле и повторно немале работа, нели биле тотално заангажирани со домашните животни и со нивите. Моментално во зима не можеш да обработуваш нива или пак да одиш на паша со овци, така што сите се стационирале дома. Денес со развој со технологијата, индустријата, сите веќе се нели префрлени со таа миграција од село во град, доминира нели градското население, се минуваат обичаите, ние не можеме никако да го смениме тоа, нели. Луѓето почнаа да ги слават овие обичаи во кафана и со другарите, нели, или пак во кафичима. И се во фирмите вчера се славеше, во фирмите, речи си, не знам колку пријателки ми пратија на кого му паднала паричката во компанијата во која што работи. Значи како беше во компанијата, после во семејството, после со другарите во кафана имаш 3-4 парички, колку сакате. Така е. Многу обичаи, многу региони. Мислите ли дека, ета како етнолог, дека сето ова е богатство за нашата земја, па и овие различни обичаи што ги имаме, или ета можеби сметате дека треба да се унифицираат работите? Каков е вашиот став? Па мојот став е дека ова е специфика за Балканот конкретно и многу за мене ми е многу интересно што продолжи оваа традиција. Сега се модификува како што спомна преди малце. Можеби не е толку како што рековме фамилиарна, можеби ше и еден вид нели друштвена, значи социјална, се прави меѓу фирми, се прави и меѓу значи другари надвор во кафани или кафичи. Гледа да се менува се. Ние не може да го спениме тоа бидејќи сите луѓе се борат за подобар живот, со подобар живот, значи внесување нови технологии, бркање нели нови работи, помалку време за семејството, повеќе нели работа, така што се нели менливо. Кој знае што ќе донесе значи виднината, може да се вратат и традициите, иако не верувам, е тешко, но секој се снага и пробува да го прослави колку што може значи овој празник. Ја мислам дека ќе остане уште долго време, бидејќи специфика на овој баш терен или Балканот. Да го споменеме и Вивчани, како велат имаше еден слоган, сите патишта водат кон Вивчани и верувам дека сите оние кои што ги сакаат овие работи ќе се најдат во Вивчани. Вчера видов дека има и многу туристи, и тоа туристи дури од Амстердам, туристи од Грција, од сите краишта кои што ете доаѓаат на овој фестивал. Мислите ли дека и на некој начин е и погодно за развој на туризмот, етнологијата, обичаите кои што ги имаме, со оглед на тоа и колку луѓе сакаат да дојдат и да се маскираат, да ги прифатат обичаите за денешниот ден? Па технички, значи Вивчани најдобро изигра и го направија својот значи карневал, значи најмодерен за сега Македонија, најпопуларен и најпознат и како што рече привлекува значи туристи. Тој е значи добро изигран, значи може да прават пари од тоа, познати се и нели уникатни се по своите маски, кои секоја година се различни, повторно со критика на целото општество, дали е македонско, дали нели општо како што спомнавте дека имало маска и со Трамп. Да. Пак е добар бизнис тоа, доста држави го прават, значи ги потребуваат нели како етно туризам се вика тоа или селски туризам и повторно значи имаме иако ја мислам се технички дека највеќе имаме народ за водици во Охрид. Тоа мислам дека најпопуларно и најполно со туристи, иако мислам дека почнуваат туристите да го сврзуваат, значи вакво водици со Василица, дека се нели блиску и да се идат во Македонија и да пробат нели добра храна, добра ракија и остануваат подолго време. А Водици е последниот во овој циклус, ако не се лажам, на последниот празнувања. големите, иако кај нас значи секој ден скоро е празник, после имаме еден поголем, после него е Свети Атанас на 31, но Водици да е еден од најголемите. Па потоа и Свети Трифун. А Свети Трифун, да. Ајде да ги задржиме ние и овие јануарски празнувања, да кога веќе ве имам во студиото, еве ќе кажам на јануари круна е, како што рековте, Водици, а Охрид е балкански Ерусалим. Да. Кои се јуни адети за Водици и каква поврзаност има сега и водата со
па и крштевањето и се разбира крајот на овие, како што ги нарековме, некрстени денови. Точно така, да. Водата се разбира каква улога има. Значи, почистителна, чистинга, да, и самите сме нели како беше 80% од вода. Да. Така што, ете, значи, христијанството ги завршува некрстените денови со нели крстењето од Иван Крстител на Христос. Повторно тука имаме нели една борба за повторен подарок, тоа е крстот, нели, за кој луѓето се борат и кој ќе добие повторно има нели верба дека ќе има среќа таа година, дека ќе биде здрав и неговото семејство ќе биде нели плодно и полно со берекет. Така што значи тој циклус кој што кажувате завршува со водици, да. И е интересно што кај нас гледате се поврзани сите, како што кажав. Во минатото било многу построго, денес значи не е така строго, значи особено биле овие правила конкретно за жени кои биле трудни, биле забрането да искачат дури од дома, значи се сметало дека ќе им се случи нешто лошо или ќе им фрли некој магија или верувале нели во лошото око на ако имало некој плаво зелено око, жена дека се сметало таа дека вестрка ќе нанесе нешто лошо. Че јас сум настрадала. Да. Сега значи во минатото тоа било гледате колку разлики има само пред околу 150 години, 200 години. Денес се полабаво, значи ако направиме таа споредба. Така што целиот циклус што кажувате завршува со една голема прослава за водици, со почистување од водите, се смета нели дека тоа се сите води свети на тој ден, со крстењето на Исус од Свети Јован и се слави нели традиционално, значи со голема прослава после нели со пиење на греана ракија, со вако јадење и голема гозба. Следниот ден се и не знам дали знаете има и женски поворки кои едат, тие се вакво водичарки кои пеат специфични песни за водици и кои носат добра среќа. Тоа дури се практикувале во Скопско, тој обичај исчезнат, бидејќи обично го правеле девојки кои не биле мажени за поврза да се омажат, се облекувале во својата носија за на свадба, оделе од куќа до куќа со крст и света вода од црква и ги прскале куќите со света вода, добивале ситни поклони и се верувало после тој обичај дека најбрзо ќе се омажат. Овие полека се губат, мислам дека негде во Западна Македонија уште го прават, али технички мислам дека го прават повеќе по популизам, но пак се задржани некои такви обичаи. Морам да ви кажам дека уживав во разговорот за традицијата, за обичаите. Останува да ве посетиме и во Музеј на Македонија, што е актуелно во моментов, еве да им кажеме на гледачите. Со оглед на тоа дека и распусти идеална прилика е децата токму сега да се моментално имаме многу интересна изложба на Кондовски, на Димитар Кондовски. Тоа е моментално значи за македонски стари бајки, ако сакате да секој може да посети. Тие се направени, мислам дека пред 40 или 50 години, така се оригиналните изложени. Може да дојдете да ги разгледате, за нив има нели и кратко сише расказот и знам дека ние со нив раснеме како деца во минатото пред 40 години, а сега се изложени и се поврзани со етнолошкиот музеј, бидејќи повторно се сказани бајки од значи македонскиот етнос, значи тоа е значајно, а другото е кажи го стандардната наша етнолошка поставка која што се седи и изложбата за децата бегалци од Егејска Македонија. Со задоволство ќе ве посетиме со екипата на Сака Македонија да им пренесеме на гледачите и визуелно што може да видат. Слободно, поведете на гости и вие кај нас. А вам ви ги честитам празниците и како велат на денешниот ден да го избркаме злото, да дојде доброто и само убавени во новата 2026 година. Така нека биде. Нека е среќна старата нова година и да сите и ги поздравам вашите гледачи.